Добре дојдовте во Актуелна Тера. Еве ги вестите на денот. Одложена седницата за констатирање на оставките на пратениците од опозицијата. Над 1000 граѓани не платиле такса за телевизија. Ке имали нова цена на струјата од 1 јули. Разгледница од Хераклеја до Лондон. Силно невреме ја погоди Битола. Попладне во нешто после 15 часот и 30 минути небото над Битола се затвори. Силен дожд проследен со ветер и грмотевици го тресеа градот. Градот за кусо време се претвори во сивило, а такви беа и најавите на метеоролозите за овие денови. Времето во Македонија ќе биде променливо облачно со поројни врнежи од дожд и грмежи наместа во форма на невреме со појава на град и засилен ветер, особено во попладневните часови. Температурите ќе се движат овие денови од 17 до 31 степен. Во наредните денови продолжува периодот на нестабилно време со поројни врнежи од дожд, грмежи и засилен ветер, особено во попладневните часови. В петок и в сабота врнежите ќе бидат локализирани во западните делови од земјата, а целосна стабилизација на времето со пораст на температурите се очекува од недела. Седницата на Собранието на Македонија на која денеска требаше да бидат констатирани оставките на пратениците од опозицијата, председателот на парламентот Трајко Велјановски ја одложи на неопределено време. Отворајќи четвртата седница на парламентот по изборите, Велјановски повика на потребата од политички диалог меѓу партиите заради, како што рече, државните интереси. Почитувани граѓани, почитувани колеги пратеници. Македонија држава се отврста определба за натамошен демократски севкупен општествен развој. Уверен сум дека остварувањето на ова национална цел е носечки приоритет на сите пратеници, независно дали тие дене се во Собраниската сала или се надвор од неа. Во таа смисла, длабоко свесен за интересите на држава, како председател на Македонскиот законодавен дом, одлучив да оставам простор за натамошен развој на политичкиот диалог и на разбирањето помеѓу партии. Македонија мора да продолжи со силно темпо да ги реализира целите за натамошен развој на односите со Европската унија и со НАТО, независно од нашите политички разлики. А тоа најдобро можеме да го направиме здружени и сплотени. Затоа, тука ја прекинувам ова четврта седница, на која треба да се констатираат оставките на нашите колеги пратеници и за продолжението на истата дополнително ќе бидете известни. Ви благодарам. Груевски е подготвен да разговара за брањата на опозицијата, меѓународни олеснувачи се добредојдени, вели Шилегов од СДСМ. Тој вели дека наскоро може да се очекува и средба за надминување на последиците од нерегуларните избори, на која председателот на СДСМ Зоран Заев ќе ги соопшти барањата на опозицијата. Потенцираме дека политичкиот диалог што се водеше помеѓу власта и опозицијата изминатата година и договорите кои беа постигнати не беа реализирани. Напротив, беа несвесно злоупотребени од страна на Груевски, рече Шилегов. Според него, секој нов договор ќе мора да се спроведе, во спроведувањето да мора да биде целосно вклучена и опозицијата, и истото при тоа ќе мора да биде разгледано од представник на Европската унија. Председателот на СДСМ Зоран Заев ја прифати поканата за средба со председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Терминот за средбата, како што соопшти од партијата, дополнително ќе биде утврден. Груевски изјави дека го поздравува фактот што СДСМ признал дека ВМРО ДПМН е секогаш спремна за диалог во интерес на граѓаните и државата. Тој предлага, како што е наведено во соопштението, средбата да се одржи в петок во 13 часот. А СДСМ ќе ги исклучи од партијата Солза Грчева и Љубица Буралиева. Во статутот на СДСМ постојат одредби за регулирање на начинот на членување доколку не се почитуваат одлуките и ставовите на органите на СДСМ и според тоа ќе биде постапено. Одговори денеска Петре Шилегов на прашањето што ќе се случи со двете пратенички кои најавија повлекување на оставките од пратеничкото место. Агенцијата за медиуми засега задоволна од процесот на дигитализација. Останува уште еден мал процент да се покрие со сигналот на јавниот сервис, а онаму каде што го нема, луѓето се ослободени од плаќање радиодифузна такса. Процентот на покриеност на комерцијалните телевизии е над 90%, според податоците од УАН некаде над 94%.
иако законската обврска за покриеност е на минимум 80%. Тоа зборуваме за комерцијалните телевизии, додека за јавниот сервис, значи покриеноста треба да биде 100% и се движи кон се уште тие аналогно зрачат? Мислам дека во одредени делови од државата тие се мали по процент, меѓутоа се технички многу тешко да бидат покриени. Во одредени делови од државата нема покриено со дигитален сигнал. И во изминатиот период имавме поголем број на одлуки како агенција кои што ги доставивме до владата за да граѓаните во тие делови бидат ослободени од плаќањето радиодифузна такса до моментот додека македонска радиодифузија не изврши монтажа на тие мини предаватели во тие делови од државата каде што се уште нема дигитален сигнал. Фирмите и граѓаните да извршат плаќање на заостанатите долгови на радиодифузна такса за да ги избегнат постапките за присилна наплата. Вака денеска повика Управата за јавни приходи. Весна Шеровска. Поради неплатен долг за радиодифузна такса, Управата за јавни приходи отпочна со постапка и дистрибуција на опомени до фирмите и граѓаните кои не извршиле навремено плаќање. За 31.660 фирми, правни лица и вршители на дејност, доставени се опомени поради заостанати долгови и неплатена радиодифузна такса во вкупен износ од 37.302.307 денари. Од следната седмица ќе отпочне и доставата на опомени за над 100.000 граѓани. Доколку фирмите и граѓаните не го платат долгот во рок од една седмица од денот на приемот на опомената, Управата за јавни приходи ќе отпочне постапка за присилна наплата на долговите, при што трошоците за постапката паѓаат на товар на обврзникот. Со цел избегнување на трошоците и мерките за присилно наплатување на долговите, од Управата за јавни приходи апелираат обврзниците во најкраток можен рок да извршат плаќање на заостанатите долгови. Доколку обврзникот има извршени уплати кои не се евидентирани во Управата за јавни приходи или има други забелешки, потребно е да се обрати до даночните канцеларии на Управата за јавни приходи и да поднесе доказ за извршените уплати. Регулаторната комисија за енергетика подготвува нова цена за електричната енергија. Таа ќе важи до 1 јули 2015 година. Маја Богоевска. До крајот на овој месец ќе се знае новата цена на електричната енергија што граѓаните ќе ја плаќаат од 1 јули и ќе важи до 1 јули 2015 година. Во Регулаторната комисија за енергетика се прават пресметките и засега оттаму не сакаат да обелоденат колку ќе чини киловат час електрична енергија за домаќинствата, објавуваат денес македонските медиуми. Во утврдениот рок согласно правилниците на комисијата до крајот на мај енергетските компании Елем, Мепсо и Евана ги доставија своите пресметки за нивните трошоци за 2013 година, но јавно не сакаат да кажат дали имаат зголемување и колку тоа ќе влијае врз крајната цена на оваа енергија. Генерално сите три компании имаат одредени инвестиции во енергетските објекти, во опрема и слично, но сепак крајниот збор ќе го каже утврдената методологија по која се прават пресметките. Домаќинствата во Македонија моментално плаќаат цена на струјата од 80 евра за мегават час, со вклучени 33% за инсталирана моќност. Последното поскапување на цената на струјата во Македонија се случи во август 2012 година и достигна 9,83%. Какви ќе бидат годинашниве пресметки ќе се знае за 10 дена. За граѓаните од јануари 2015 година треба да почне либерализацијата на пазарот на електрична енергија, при што домаќинствата самостојно ќе избираат од кој дистрибутер ќе купуваат струја. Полициската станица од Ресен поднесе кривична пријава против лицето со иницијали Мала, 35 години од Ресен, за сторено кривично дело телесна повреда. На 6 јуни оваа година на улицата Маршал Тито во Ресен во попладневните часови во семејниот дом настанала расправија помеѓу пријавениот и неговиот војко, во која пријавениот со кујнски нож му нанел расекотина во пределот на абдоменот. На повредениот во здравствениот дом во Ресен му е констатирана телесна повреда. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Нови детски паркови во општина Могила. И за други теми покусата пауза. Останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали парите го уништија фудбалот во светот? Да? Не.
За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Новата цена на електричната енергија што граѓаните ќе ја плаќаат ќе важи до 1 јули 2015 година. Лани од 1 јули струјата поевтине за 4,48%. Соединетите американски држави се подготвени да го продолжат диалогот со Иран по повод нестабилната ситуација во Ирак, соопшти денеска Стейт департментот. Повеќе од 21 лице загина во експлозија во центарот во кој се прикажуваат надпреварите од светското фудбалско првенство во Даматура во северна Нигерија. Брод со индонезици се преврте пред западниот брег на Малезија. Спасени се само 42 патника, а 55 се водат за исчезнати. Причината за несреќата не е позната. Сунитските джихадисти ја нападнаа најголемата нафтена рафинерија во Ирак, која се наоѓа северно од градот Пајчи со артилериски и минофрлачки оган. Повеќе од 30 лица се уапсени на протестите против светското фудбалско првенство во бразилскиот град Форталеза. Полицијата ги растерала демонстрантите со солзавец и водени топови. Ќе се градат нови детски паркови во општина Могила, се изготвували и проекти за асфалтирање на улици. Весна Шеровска. Општина Могила ќе прави нови паркови за децата кои живеат во места кои никогаш немале вакво инфраструктурно уредување. Освен нови детски паркови, се работи и на други проекти. Со помош на Агенцијата за финансиска поддршка, значи асфалтираме улици во должина од километар. Тоа ќе се направи значи во Ивањевци, во Мусинци, во Ношпал. Продолжуваме значи оние детски забавни паркови кои прошла година ги направивме 11, ни преостана уште 7-8 населени места кои што немаат такви детски забавни паркови, кои ќе видат децата во одредени други населени места дека има, ги посакуваат да бидат и кај нив. Кога се работи за деца, значи ние издвоивме средства и оваа година во останатите населени места ќе направиме такви детски забавни паркови. Крајот на минатата и почетокот на оваа година изготвиле проекти за улици во сите населени места во општината. Работата се пролонгирала бидејќи немале урбанистички план. И враќаме тие општи акти, пошто не можеме да изработиме урбанистички планови за сите населени места, не можеме од аспект пошто се работи за финансиски средства кои што се доста високи, кога еден урбанистички план за село би коштало околу 20.000 евра, ако се работи за 20 села, самата цифра, самата бројка кажува дека треба многу средства. Се надеваме дека со помош на Министерството транспорт и врски Агенцијата за финансиска поддршка ќе ни дозволат да обезбедиме доволно средства да направиме урбанистички планови за сите населени места. Фактички тоа е темелот и подлогата на општината да продолжи да работи понатаму. Она што го барале жителите на оваа општина, како што вели Пивковски, се најопходните услови за живот, пристапна улица до нивното населено место, чиста вода за пиење и канализација. Советот на општина Новаци ја одржа редовната 20-та седница. Советниците денеска разгледаа и донесоа одлуки за 20 точки кои се најдоа на денешниот дневен ред. Беа донесени неколку програми и одлуки за комунални работи и поубава, позелена и почиста општина Новаци. Предлог програма за одржување на јавни зелени и прометни површини во општина Новаци. Предлог проект почиста и поубава општина Новаци. Одлука за одобрување средства за времено ангажирање на лица за извршување на комунални работи, како и за средства за набавка на основни средства за работа. Советниците донесоа одлука за отпочнување постапка за изработка на стратешки план за локален економски развој за општина Новаци. Беше усвоено барањето за одобрување финансиски средства за одржување на петтата џип турнеја Мариово на Сдруженијето за запознавање и патување џип турнеја Мариово од Битола.
Советниците го одобрија спонзорството за одржување на етно и линденски концерт 2014 во село Градешница на Сдруженијето на граѓани Нетоп Битола. Беа разгледани и одобрени неколку барања од месни заедници, манастирски одбори, физички лица за набавка на чакал за манастирот во село Тепавци, изградба на 3 водоводни шахти во село Новаци, изградба на помошен објект и кујна во склоп на црквата Свети Никола во село Зовиќ, асфалтирање на улица во село Рибарци во должина од 130 метри. На месната заедница Долно Орехово им беа доделени 15.000 денари за набавка на цемент и блокови. Советот на општина Новаци им додели средства и на Сдруженијето на граѓани Плетенка за реализација на заеднички проект. Во Битола ќе се организираат спортски игри и културни активности на слепи лица од балканските држави. Како прво би сакал да се заблагодарам на Елем, тоест на директорот на Елем Рек Битола, за донацијата, спортска опрема за глобал екипата, за шах екипата на слепи лица во Битола. Преголема благодарност, бидејќи во текот на оваа недела ќе се случуваат спортски дружења во Битола, тоест дружење од балканските земји. Ке имаме глобалисти, шахисти, ке имаме исто играчи кои ќе играат и домино, тие играат таа игра, али сепак на спортските екипи им требаше опрема и преголема благодарност до Елем Битола, тоест до директорот Јовко. Глобалот е посебна игра која се игра на паркет, лежат луѓето на земји со топка со звонче. Натре има повеќе звончина за да можат да ја слушаат, бидејќи не можат да ја видат. Тоест, како фудбалот, кога луѓето играат фудбал, нашите играат глобал, така се вика. Битолчани ќе бидат запознаени преку медиумите, ќе ја видат играта, да знаат дека и слепите луѓе, иако се слепи, можат да спортуваат. Шахот исто е спорт, го има на олимпијади, го има секаде, имаме и шахисти добри врвни, кои учествувале на олимпијади, кои освојувале и врвни места на олимпијади. И затоа преголема благодарност. Ова се случува дружењето кој ќе биде во петок и четврток и до сабота, тоа да знаат нашиот град и општо државата за прв пат во историјата од која се друженијата на слепи луѓе, балканско дружење во Битола. Како представник на акционерското друштво Електрани на Македонија и како директор на Рек Битола го поздравувам ова дружење на слепите лица од просторите на балканските земји. АД Елем стално помагал и натаму ќе помага во сите ситуации во кои што на луѓето му треба помош. Во ситуацијата помогнавме со ни скромни подароци, односно поклонивме на учесниците на овие балкански игри дресови и тренерки. Разгледница од Хераклеја до Лондон. Актерите од Глоуб театарот испратија разгледница од Хераклеја до една од водечките интернет страни во Британија за театарот. Маја Бугаевска. Актерите од Глоуб театарот испратија разгледница од Хераклеја до водечката интернет страница What's on Stage во Велика Британија, наменета за се она што е поврзано со театарот. Глоуб гостуваше во Хераклеја со представата Хамлет како дел од нивната двегодишна турнеја низ цел свет со цел да се одбележи 450 годишнината од раѓањето на Вилијам Шекспир. Актерите од Глоуб театарот ќе им испраќаат разгледници на оваа интернет страна за да ги информираат за нивните гостувања и местата каде ја играат представата. Овој месец актерот Наим Хајат им испрати разгледница од амфитеатарот во Хераклеја, во која го опишува неговото искуство. Во картичката пишува: Беше прекрасно искуство за нас да настапиме во Хераклеја, антички амфитеатар кој беше употребуван за гладиаторски борби за време на Римската империја. Акустиката на амфитеатарот беше неверојатна, се звучеше чисто. Беше прекрасно да се настапува на отворен простор како што патувачките групи правеле во времето на Шекспир. Луѓето од Битола беа топли и гостопримливи, правејќи го исклучително специјален настап за нас. Тие во Хераклеја ја одиграа представата пред полниот амфитеатар и ја воодушевија битолската публика, која ги награди со долг аплауз и овации. Инаку Глоуб театарот овие 2 дена настапува во Белград, а потоа продолжува со патувањата кои им се карактеристични, затоа што патуваат со воз, брод, автомобил и авион на секаде низ светот на 7 континенти, за како што велат да ја намалат емисијата на јаглеродниот диоксид колку што е возможно.
Еве што донесува светот на Актуел. Дали започнува третата ирачка војна? И за други вести од светот, покусата пауза. Останете со нас. Театарската представа без маска го отвори фестивалот на современ театар и танци. Во духот на модата, филмот за Ив Сент Лорен, а во духот на светското првенство, филмот FIFA Обединета страст во 3D киното. За сите љубители на чоколадите и бомбоните се отвори Candy Shop. Сунитската терористичка организација се обидува да го освои најголемиот нафтен рафинериски комплекс во Ирак. Иранскиот претседател Рохани не исклучува интервенција заради заштита на светите шиитски места во Ирак. Сунитските джихадисти нападнаа денеска најголемата нафтена рафинерија во Ирак, која се наоѓа северно од градот Баиджи, со артилериски и минофрлачки оган, изјавија представници на ирачките сили за безбедност и вработени во рафинеријата. Нападот почнал во 4 часот изутрината по локално време. Од 2 од 3 влезови во големиот комплекс. Една мина погодила склад за резервни делови и над зградата се издигнувал чад. Иран пак им вети поддршка на шиитите во Ирак. Иран ќе стори се што е во негова моќ да ги заштити шиитските свети места во Ирак од убиците и терористите, изјави денес иранскиот претседател Хасан Рохани по повод офанзивата на сунитските екстремисти во соседната земја. Рохани во говорот кој живо го пренесуваше иранската телевизија, рече дека многу доброволци се пријавиле да одат во Ирак за да ги одбранат шиитските свети места и да им покажат на терористите каде им е местото. Тој истакна дека ветераните од сунитските, шиитските и курдските заедници во Иран исто така се подготвени да се жртвуваат во борбата против сунитските екстремисти во Ирак. Соединетите Американски држави уапсиле еден од осомничените за нападот врз Американскиот конзулат во северниот либиски град Бенгази од 11 септември 2012 година, кога беше убиен американскиот амбасадор во Либија и тројца припадници на обезбедувањето на дипломатската мисија. Осомничениот Ахмед Абу Катала, кој според извори на американската телевизиска мрежа Fox News, командант на Асар Ал-Шарија, бил уапсен во неделата во Либија во текот на заедничката операција на американските сили со агентите на Американското федерално биро за истраги. Американскиот државен секретар Џон Кери изјави дека осомничениот пред суд ќе одговара за своите дела. При тоа Пентагон соопшти дека тој е затворен на безбедно место надвор од Либија и дека трае неговото префрлување на територијата на Соединетите Американски држави. Портпаролот на Американското министерство за одбрана контраадмиралот Џон Кирби изјави дека Ахмед Абу Катала е клучната личност за нападот врз американската зграда во Бенгази и дека бил уапсен во неделата. Додаде дека сите учесници во операцијата за апсење на Катала неповредени ја напуштиле Либија. Пентагон истакна и дека во тој напад немало ниту една цивилна жртва. Подпредседателот на руската нафтена компанија Газпром Виталий Маркелов ја обвини Украина дека недоволно го одржува гасоводот со помош на кој рускиот газ се транспортира во Западна Европа. Тој го изјави ова откако во североисточниот дел на Украина експлодираше гасоводот Уреној Помари Ужгород во државата во регионот Политава. Ние доволно вложуваме за да ги одржуваме нашите системи за дистрибуција на газ. Тоа не можеме да го кажеме за украинскиот систем на гасовод. Гасоводите пропаѓаат, а последица на тоа се ваквите несреќи, изјави Меркелов. Тој додаде дека вчерашниот инцидент не е прв кој се случил на украинскиот систем за дистрибуција на газ. Мислам дека ќе има уште такви експлозии, бидејќи системот мора да се одржува, изјави Меркелов. Повторно за времето, сега метеото на Тера. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот.
Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде, почитувани гледачи, крајот на Актуел. Повеќе информации на tira.mak. Пријатно поплане.